Повелете. Колку е регуларна одлуката на Државната изборна комисија да биде изминатиот мандат? Значи, колку може да се смета за мериторна и регуларна одлуката на Државната изборна комисија која што е со изминат мандат? И согласно на тоа, кога вие ќе ги одредите новите членови на ДИК од вашата партија, за да може побрзо да почне да работи новиот состав на Државната изборна комисија? Прво, членовите од нашата партија веќе се одредени и соопштени до Комисијата за избор и именување и постапката денеска треба да се одвива според сите наши информации. Затоа велиме на неполни 24 часа од изборот на новиот ДИК. Законското одлучување на ДИК по правото на користењето на вето е поврзано со новиот состав и новите компетенции или надлежности на ДИК. Втората работа, со изминат мандат, донесувањето на одлука од страна на ДИК за нас значи потенцијално кривично дело. Денеска правните тимови на СДСМ веќе работат на тоа и ќе утврдиме дали е направено кривично дело од страна на ДИК. Тие политички механизми, дали ќе има ускорување предоставени? Сите правни механизми кои што ни стојат на располагање, ќе ги превземеме, но добро знаат и банките дека ни постојат и други политички механизми кои што ги преземеме. Се бориме да имаме фер, регуларни, демократски избори во Република Македонија. Секое 1 евро над износот кој што доспева е пари за изборни манипулации. Граѓаните добро се сеќаваат дека ова дежаву ни се повтара пред сите избори наназад неколку изборни циклуси. Повелете? Океј, се надам дека ме слушате. Постојано повторувате дека тие пари ќе се употребат за изборни нерегуларности. Имате ли конкретни докази или сознанија, можеби? На што го темелите тоа ваше тврдење цело време? Еве вака, слушнавте и од вистината за Македонија преку снимките, како Ставревски зборува дека сега 200 милиони евра ќе ги пушти директно во фирмите, кој што апсолутно значи индиректно купување на гласови. Затоа што динамиката на плаќањата од страна на државата мора да продолжи да биде со исти тренд. Заради државотворната потреба за вграденост во оваа влада, ние нема да дозволиме таа динамика да се намали. Но секое зголемување на динамиката на исплати значи исклучиво изборна корупција, директно или индиректно од страна на власт. Господине Заев, дали ќе го поддржите предлогот на Питер Ван Хауте за медиумите за регулирање на медиумската сфера со оглед на тоа што медиумите повторно сметаат дека се работи за обид за партизација, за ставање рака врз медиумите и нивна партиска контрола преку одлуката со новиот закон тие нивните представници во советите да се избираат со преговори и договори на партиите во собранието? Се што е поврзано со изборите, ќе добивате директно информации од клубот на пратениците, како што впрочем тоа и секој ден го добивате. Како се одвиваат новите настани, така ќе ги добивате информациите од наша страна. Вчера имаше изјава, денеска ќе има повторна изјава, благовремено ќе бидете информирани за се. Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата се борат за независни медиуми во Република Македонија. Зависноста на медиумите, знаат и малите деца од кое? Од страна на извршната власт. Продолжуваме во борбата да го исполниме овој важен критериум без кој што нема фер, регуларни демократски избори. Медиумите мора да бидат независни до крајот на годината со видлив ефект. Тоа значи до крајот на оваа седмица. Очекуваме да има договор за медиумите, за да може до крајот на годината да го видиме видливиот ефект. Заради тоа што ако тоа не се случи, апсолутно ќе бидат доведени во прашање фер, регуларноста и демократскиот начин на организирање на изборите. Господине Заев, ќе дозволите само уште едно прашање во врска со медиумите. Дали би прифатиле било кој европски закон, закон од земјите членки на Европската унија, да биде применет во Македонија? И дали во насока на она што го говорите за независни и слободни медиуми, нема да ги нарекувате медиумите ваши најголеми политички непријатели, а во вашите партиски соопштенија да ги нарекувате медиумите со клевети и со навреди? Во моментот, став на СДСМ и мој личен став е дека поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите како што се Сител, Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радиотелевизија. Вие не сте наши политички непријатели. Вие сте медиуми кои што меѓу другото се финансирате и дел од пари на граѓаните. Тоа се и мои пари, и ваши пари, и на опозиционери, и на подржувачи на власта. Се бориме за независни медиуми. Секоја меѓународна пракса, која што може да најде примена во Македонија,
а ќе биде во функција на независни медиуми, за нас е прифатливо. Повелете? Господине Заев, Законот за заштита на приватноста стапи на сила на 10 ноември, денеска сме 1 декември, измина законскиот рок од 20 дена за предавање на материјалите. Постојано потврдувате дека поседувате материјали, кога ќе ги предадите на Катица Јанева? Писмото од наша страна за подготвеност на материјалите неколку дена пред истекување на рокот е доставено до специјалното јавно обвинителство и денеска го очекуваме одговорот од специјалното јавно обвинителство. Заради тоа што, согласно законот, како што стои во насловот, вика заштита на приватноста. Мора да бидат обезбедени соодветни услови, колку што сме информирани во специјалното јавно обвинителство, за да се чуваат тие материјали, оти се навистина од најголем процент од доверлива приватна природа на граѓаните. Значи, ние законскиот основ го исполнивме. Во законот не пишува писмо, пишува да се предадат материјалите. Кога ќе обезбеди државата дополнителни услови за чување на тие материјали, како што е обврска по законот, најверојатно и ќе биде побарано од нас да ги доставиме материјалите. Ние сме подготвени во секој момент, штом ќе биде побарано од нас, да ги доставиме материјалите. Затоа, на неколку дена пред истекување на рокот, го доставивме ова писмо во кое што стои ноторно, потврдено, подготвеност на СДСМ да ги достави сите материјали кои што ги поседуваме. Повелете други прашања? Господине Заев, во Лјубљана рековте дека настанот во Куманово е дело на ИСИС, а предно кажавте дека тоа е монтиран процес од страна на владата, поточно од Никола Груевски и неговите соработници Гордана Јанкуловска и Сашо Мијалков. Што ве натера да го смените ова мислење? Дали стоите уште на тој став? Воопшто мислењето не е променето. Стојам на зборовите кои што се кажани од мене и од многу други опозиционери. Постојат силни индикации дека е монтирано сценарио од страна на власта. Ако новите информации потврдиле дека неколку луѓе имат своје минато со присуство во Сирија, тоа не значи дека Заев го сменил својот став. Секако постојат силни индикации дека ова што се случи во Куманово е монтирано од страна на власта и има поврзаност на власта. Впрочем, беа објавени разговори во кои што припадници на Агенцијата за разузнавање разговараат со дел од тие луѓе кои што беа таму во Куманово, а исто така и господинот Ахмети рече дека негов прв соработник, пред да се случат настаните во Куманово, ги испратил во Косово да разговараат со тие луѓе. Се надевам дека истрагата ќе го открие комплетно целото сценарио за тоа што се случувало во Куманово. Не ве разбрав сега, дело на ИСИС или на монтиран случај? Монтиран случај од страна на власта, а луѓето кои што биле таму, дел од нив имат минато во Сирија. Повелете? Неколку пати рековте дека ќе преземете други мерки за да ги спречите, да го спречите финансирањето на изборите со овие 100 милиони евра од еврообврзницата. Кои се тие други мерки? А и ги повикавте банките да не учествуваат. Дали тоа значи дека досега банките учествувале во финансирање на изборите? Незаконско? Сегашното финансирање над дозволениот лимит кој што од 61 милион евра доспеани обврски по државни хартии од вредност, се до 100 милиони е разлика од 39 милиони евра, каде што власта не оправдува за кои намени би се трошеле. Апсолутно тоа значи дека овие пари ќе одат за директно или индиректно корумпирање на гласачите. Останатите мерки кои што ни стојат на располагање, ќе ги примениме секако, како што кажав во оваа пресконференција, согласно следните чекори кои што ќе се преземат од финансиските институции во Република Македонија. Овде се вклучуваат секако и пензиските фондови, кои што потенцијално може да купуваат државни хартии од вредност од страна на од нивна страна за финансирање на ова разлика во долгот и изборни манипулации. Повелете? Ви благодарам на прашањето.